Ја би рекол имавме турбулентна 2022 година, не само во однос на дезинформациите и пропагандата, туку воопшто. Не би се навраќал од претходните соговорници, они претежно зборуваа што е тоа што и што ја одбележа 2022, затоа јас би спомнал само неколку примери како затоа што да ги освежиме сеќавањата на граѓаните со какви се примери се соочувавме, за да не ни се случи 2023, па луѓето да бидат на некој начин подготвени што може да ги очекува и со какви можни алатки. Јас би почнал прво, ете не ги спомнавме студентите. Студентските протести обид за мешување на политика таму каде што не треба. Нели ние бевме сведоци на студентски протести каде што студентите си бараа со право субвенции, но моментот е што во студентските протести се замеша политиката и дел од политичките партии, особено опозицијата, се обиде да политички да профитира, но за нивна жал тој обид заврши неуспешно затоа што брзо се реши тој проблем, но нели пак ние ќе имаме повторно, еве вчера, завчера видовме дека повторно се актуализира тоа прашање околу студентските домови, каде што имавме неколку студенти кои што беа затруени со храна, па нели решија да го затворат тој студентски кујната во студентскиот дом во Пелагонија, мислам дека ако не се лажам. И тоа е сега прашање кои студенти остануваат за Нова година и божикните празници таму, па за кого би работела таа кујна која што е затворена, нели? И ја би сакал таа кујна да биде затворена негде во септември, октомври, ноември, кога ќе има вистински студенти таму, и ако некој се затруе, не да се затвори кујната, туку да одговара тој што им даде таква храна, а не само да се затвори, туку некој да одговара за таа работа. Втора работа која што нели бевме сведоци е сите ќе ни текне на дезинформацијата која што се прошири меѓу јавноста. Ете, можеби сега ќе биде смешна, но секој дека може да има изјавата на Ковачевски, секој може да има по две жени. И таа информација така се прошири помеѓу граѓаните. Ден денес таа, иако знаат дека ние и јавноста дозна дека таа е лажна вест и дека е кромит, но денес ти таа информација не можеш да ја вратиш дека таа била лажна. Исто така би се навратил на протестите за францускиот предлог кој што беше предводен од опозицијата, односно од Левица и ВМРО ДПМН. Во тој случај, зборувајќи за меѓуетничките односи, ние видовме во тие протести како имаше обид за предлог за решавање на проблемот со Бугарија, во овој случај да бидат окарактеризирани албанците, тие кои што беа со погрдни зборови нарекувани на тие протести, па ние имавме еден обид каде што имаше мал инцидент кој што за среќа не заврши со посериозни инциденти, тоа е во Мавровка, и тој обид за префрлување на топката во меѓуетнички односи и креирање на тензи за среќа заврши неуспешно, а не би сакал да зборувам за оние гилотини што ги носеа во пред собрание, па не би сакал да зборувам за оние командосите кои што нели јадеа, пиеа и спиеа пред собрание во шатори. Секако не би го коментирал ниту односот на Левица кога господјата фон дер Лајен беше во собранието, па нели они пробуваа нешто да го приклучат целиот нејзин говор, да си го превземат некако да го беше и со гласањето на тоа е она што ете сега пак би се навратил на национализмот, а тоа е со отварањето на бугарските клубови во Македонија, за кое што се уште нема разрешница како ќе се однесуваат. Па контра на тоа бугарските клубови во Македонија ние нели отваравме
наш клуб во Бугарија, каде што јуначки нели беше представено тоа дека Апасиев го украде или како беше тоа USB-то каде што се пушташе музика. Тоа мислам дека беше толку лош пиар што нормално помина кај јавноста дека нели бугарски оне јунакот во сите тие протести. Би сакал уште една прилика да спомнам дека покрај 2022 покрај војната во Украина исто така сериозно тоа е нешто што може да го одбележи е бунтот на жените во Иран, каде што издействува и покрај толку многу мртви од протестите издействува да имаат слобода на избор да носат марами. Тоа е она што сметам дека исто така е многу битен момент во 2022 што ќе остане запаметано покрај тоа што нели имаме војна во Украина. Моите перспективи за 2023 се дека граѓаните ќе почнат да размислуваат слободно и дека нема да сакаат Груевски да се врати во бел коњ и да сакаат цврста рака. Туку ќе сакаат слобода и ќе сакаат демократија. Тоа е она што нели е за жал со последната анкета на ИРИ воспоставено дека сепак ние сакаме некоја цврста рака и особено ние пропагандистите кои што се љубители на политиката на Путин сакаат и тоа да го донесат во нашата држава. Јас би сакал да се ослободиме и да живееме во слобода, мир и добрососедство не само во Македонија, туку и со соседите во околината. Она што исто така би сакал да напоменам, конечно е да во 2023 студентите да имаат нормални услови за студирање, да имаат нормални студентски домови и да не е успех да имаат нормални тоалети. Тоа да не зборуваме дека е некој успех на некој оди во нормален тоалет и да има топла вода и да не се затруи од храна. Повторно ќе речам, ако веќе зборуваме за субвенции за студентите, зошто и во 2023 да нема субвенции и за оброк и за средношколците и за основците, затоа што нели има и родители кои што не може да им обезбедат оброк за своите деца без разлика дали се тоа од прво оделение или се прва година факултет. Исто така би сакал да зборувам и околу екологијата, да не остане на тоа дека со 15 денари кесиња што плаќаме, воздухот и екологијата е на највисоко ниво, туку да почнеме да си го чистиме дворот од себе, а тоа пример ние можеби ја малце и бев застрамен кога гледав како јапонските навивачи посвојат во мундијалот во Катар, откако заврши фудбалскиот натпревар, застанале, го изчистиле своето ѓубре и покажа еден висок капацитет, едно високо човечко достигнување во 21 век, нели сега веќе и достигнување да зборуваме дека тим треба да си го собереш ѓубрето и да го фрлиш во канта, а не да го оставиш таму каде што ти е најблиску да го фрлиш. Следно што би сакал да препорачам во 2023 да конечно имаме бесплатно јавно здравство и тоа да биде стварно бесплатно, да не биде само на хартија и веќе СМС пораките за помош на некој болно и изнемоштено лице да бидат што е можно поминимални, а секој да има право на здравство. Она што исто така би сакал да го напоменаме, конечно да правдата профункционира и да немаме дури веќе и смешни моменти каде што Мијалков не може да го донесат од затворот во судница затоа што судот нели гутнал датумот, па затворот не знал кога да... И тоа иритира, особено младите ги иритира,
да извадат една карта во еден правец, а тоа не би сакале, нели да нашите млади, вклучително и мене, да еднаш конечно кажам доволно е тука што се борев, да отидам надвор и да гледам, нели, да го гледам светло од тунелот. И на крај би завршил со дезинформациите, тие дезинформации кои што за жал се помалку медиуми работат на тоа да ги разобличуваат тие дезинформации, на граѓаните да им ја покажуваат вистината. Би сакал во 2023 медиумите да имаат факт чекери и секоја информација пред да биде објавена да биде проверена. И да имаме што помалку лажни вести и дезинформации, а граѓаните да бидат повеќе медиумски описменети, затоа што колку и тоа да звучи сега во 21 век смешно, но ете, наседнуваат на тоа дека господинот Ковачевски изјавил дека секој може да има подвижение.